Добро вечер. Започнува Фолк Ексклузив. Како и секоја емисија, и оваа ја започнуваме со топ листата. Srce čuka prebrzo, vljubena sam vo tebe, ludo najludo. Bakni me, srce čuka prebrzo, obraz nese važine, moje najmilo. Место број 9. Владко Миладиновски. Кате, кате. Место број 8. Сани. Можеш само ти. Место број 7. Ирина Спасовска. Гордоста ти врие. Место број 6. Даниела Темелковска. Не се надавај. Вечерва заедно со нас е Сузана Спасовска. Ни се нарекуваат македонскиот славеј. Во продолжение и интервјуто. Златното грло на македонската народна песна со професионална кариера некаде од 80-тите години од минатиот век. Накратко да направиме една ретроспектива на вашите најрани почетоци, на кои изведувачи сте се угледувале и кои песни сте сакале да ги изведувате. Благодарам пред се за поканата. Наистина ми е многу драго што еве конечно ќе имаме едно место каде што ќе можеме да ги представуваме нашите нови песни, нашите нови записи, спотови и каде што ќе можеме малку повеќе да ја обрнеме внимание на македонската песна. Јас со македонската песна се дружам уште од малечка, бидејќи во тоа време додека беше Југославија, јас сепак растев во едно семејство каде што се слушаше многу македонската песна. Убавата македонска песна, каде што се слушаа сите наши легенди и можеби токму затоа и покрај тоа што како секој млад човек кој што сака забавна музика, јас ја засакав и народната песна. Мојата баба прекрасно пеела, мојот татко прекрасно пееше и свиреше на гитара. Значи едноставно мојата мајка додека работеше беше шнајдерка, додека работеше таа си пееше, така да јас сето тоа го имам уште од малечка примено како едно нешто каде што сум можела да растам и да уживам во таа македонска музика, а всушност уште од мали нозе почнав и со моето членување во хорови, каде што научив многу работи, многу техника за пеењето, кое што денес ми помага многу во мојата работа. Членував во хоровите на Запров, од Развигорче, па Младински, потоа во групата Сирма, па потоа пеев забавна музика во групите Макакуси и со мојата драга пријателка Калиопи, во Калиопи групата. И потоа почнав да пеам народна музика, почнав да снимам во македонската радио телевизија
И сето тоа почна толку бргу да се движи, почнав да првата касета дојде, тоа време имаше касети. Потоа многу гостувања по светот, Австралија најмногу. Исто така секаде каде што има наши македонци. Кога сме веќе кај гостувањата, несомнено дека сте пропатувале низ многу места низ светот. Да, 19 пати само Австралија имам одено. Дали би можеле да ни направите една паралела за публиката таму и публиката тука? Видете, македонската песна кој што ја сака, публиката е секаде иста. Едноставно, тие што ја сакаат македонската песна и тука кај нас, си ја сакаат и уживаат во неа. Исто така и надвор од Македонија. Едноставно, надвор од Македонија е поголема носталгијата, нормално. Луѓето се заминати кој знае од кога таму, но сега веќе во овие времиња е малку полесно, бидејќи имаме нели таква техника која што може да не доближи секаде и да не однесе секаде во светот, така да сега е полесно, чинам, и приметувам дека се повеќе се менува и желбата на слушателите преку барата, како ние што велиме. Порано имаше македонски вечери и само македонско се пееше. Сега веќе доаѓа еден период, како што гледам, помладите пеачи одат и пеат на балкански вечери. Во нашето време тоа го немаше. Македонска вечер беше дали во Мелбурн, дали во Сиднеј, дали во Торонто, без разлика, секаде се пееше македонска песна, а сите оние кои што сакаат да ја слушаат македонската песна, доаѓаа на тие македонски вечери. Значи, нели, времето оди напред, се модернизираме. Нам на поискусните и повозрастните пеачи ни не достигаат тие времиња, кога секаде низ светот се пееше исклучиво македонска музика на нашите гостувања, на нашите концерти. Меѓутоа, што е тука, нели? Мораме да одиме напред со времето. Јасно. Вие сте една од првите, да речам, првите изведувачи на нашава македонска естрада, која што внесовте ексцентричност во стилот, во шминката, во облеката. Дали имавте некоја инспирација за тоа или можеби сакавте едноставно да оставите еден белек? Искрено да ви кажам, јас сум така создадена. Мене Господ ме создал да бидам поинаква. Со самото тоа што ме создал да бидам поинаква, јас никогаш не сакам да се претопам во сетата околина, во стадото едноставно. Јас сум секогаш на другата страна. Кога сите се натаму, јас сум наваму. Кога сите пеат народно, јас пеам забавно. Кога сите пеат забавно, јас тогаш пеам изворно и слично. Едноставно, мојата душа бара промени од самиот почеток. Знаев дека морам да бидам поинаква за да ме забележат луѓето. Всушност, секогаш кога дури и светските познати личности, чинам дека многу обрнуваат внимание на имиџот, а посебно оние кои што се на почетокот, треба да направат нешто што ќе направи да бидат забележени. Сега во последно време знаеме нели како можат да бидат забележени помладите луѓе кои што доаѓаат допрва на естрадата. Во нашето време тоа не беше така. Значи младоста си носи своји убавини, нели, кога можете да носите и мини здолништа и кратки панталончиња и сето тоа. Се во свое време, велат. Убаво е кога сте млади да се изнауживате во тие убавини кои што ви ги дал Господ, нели? Да си го носите она што младоста го носи, а потоа веќе кога ќе навлезете понатаму во кариерата и во годините, веќе кога ќе се најдете себе си, имате еден свој пат и потоа треба веќе и имиџот да се прилагодува спрема песните. Така да и јас имав промена во тој смисол на имиџот, бидејќи во почетокот, додека бев помлада на самиот почеток на кариерата, значи пеев полесни ноти, меѓутоа потоа веќе почнав да навлегувам се повеќе во музиката и во естрадата и сватив дека откако и нашата легенда Васка Илиева ми рече да го продолжам тој нејзин пат, македонски пат, јас едноставно почнав да пеам и поинакви песни, а сето тоа си носеше и да имам и поинаква гардероба, поинаков сценски настап и така, за да биде сето тоа комплетно, за да може достоинствено да се донесе таа прекрасна, вистинска македонска песна.
Дали може би имате некое необично хоби со кое што се занимавате кога имате слободно време, чинам и него имате баш многу? Да, навистина немам време. Меѓутоа, кога некогаш ќе се најде слободно време, бидејќи, како што знаете, не ми е работата мене само пеењето, значи јас сум солист првенец на националниот ансамбл Танец. Употребувам доста време и таму, имаме концерти, настапи, тоа е работа, нели? Потоа моите настапи како Сузана Спасовска, потоа како директор на Илиндејскиот етнофест, на Лешачкиот фолкфест, навистина премногу обврски, премногу проекти кои што треба да се изработат, а всушност и домашните обврски се тука, нели? Мајката не може никој да ја замени, нормално моето дете си ја бара мајката, иако е таа веќе возрастна, скоро 20 години, меѓутоа си бара мајка, си бара некој до неа да ја подкрепи и да ја насочи во тој нејзин пат. Многу малку време, меѓутоа кога сум дома, кога сакам така малку да се одморам, порано во претходниот период знаев да си сошијам нешто, да си во главном купувам гардероба од странство, меѓутоа знам да преправам, да поправам, да додавам, да одземам на гардеробата и никогаш не е таа гардероба таква каква што е купена. Секогаш има некоја промена. Во последно време, како што веќе сум кажала, дека го изучувам кинескиот јазик и навистина доста време ми одзема, бидејќи и домашните се напорни, за пишување и за вежбање, сите тие знаци, сите тие зборови, сите тие нови лекции, премногу е напорно и времето ми оди во кинескиот јазик. Би сакала да го завршам овој муабет со еден ваш став за тоа што е потребно на македонската конкретно народна музика да се експонира повеќе на овие острови. Нели имаме преголемо навлегување од музиката од странство, поготово од нашиот регион. Што е тоа што треба да и се придаде поголемо внимание? Затоа што имаме наплив на странска музика, затоа сме самите виновни. Никој не е виновен. Секој си ја работи својата работа. Секој се труди да биде да си овозможи што поголем простор за работа. Така да луѓето не се виновни. Виновни сме ние што го дозволуваме преголемиот наплив на туѓата музика и премалото почитување на нашата македонска музика. Секаде во светот македонската песна е премногу почитувана. Само ние самите бегаме од своето, бегаме од својот извор, за жал. Мислам дека најмногу може да придонесе за македонската песна медиумот. Медиумите се тие кои што треба интензивно да ги пуштаат песните и спотовите и сето она што ние го работиме, затоа што ние не застанавме со работа, ние работиме интензивно. Песни има многу. Секојдневно се снимаат, секојдневно колегите, музичарите сите работат, композиторите компонираат, меѓутоа проблемот наш е во пласманот. Треба да се пласира македонската песна за да може да стигне до слушателот и потоа да биде барана и сакана. А секако е сакана. Мислам, ние чувствуваме и на нашите настапи дека навистина луѓето се благодарни кога ќе им отпеете македонска песна. Верувајте ми. Но затоа сега итно треба медиумите да го превземат тој голем чекор за да ја вратиме македонската песна онаму каде што е местото, а исто така и македонските песнопојни грла кои што се навистина прекрасни и треба да им се даде простор и значење. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија и се надевам дека вашите зборови ќе представуваат еден огромен поттик како за помладата, така и за постарата генерација. Посебно за помладите е ова упатено, да. Благодарам. Благодарам и вам. Место број 5. Зуица Лазова, Тајно моја. Да ми погани, неќе сонце да ме раздели, неќе зора, неќе образ да ми погани, неќе сонце да ме раздели, штом со него не сум јас, нека
Место број 4. Миле Кузмановски, Шприцар. Izmešaj sreća i malku taga I nauči go srcevo Da ne odi ponesi na traga Kako šprice živote moj Izmešaj sreća i malku taga I nauči go srcevo Место број 3. Маријан Коцев, крал на жените. Vrela krv veните, ja sam kralj na ženite, vino i pesnite, vrela krv veните, ja sam kralj na ženite. Место број 2. Наум Петрески, Оди звездо. Odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Место број 1. Елена Велевска, Црно и бело. Pomešano, suzi i smeja, plačam i pejam, no pa dogreš, srce vo, crno i belo, ira i peko, zbog tebe život odmije, srce vo more, plače i pere, ljubav bez solzi, ljubav lije. Предлог број 1. Ани Малинкова, Со тебе, без тебе. Ljubav srede peko bez tebe, pustina na vekot, kakva li vrli magija, pa srce pamet ne sluša. So tebe, ljubav srede peko bez tebe, pustina na vekot, eden mi nebo dopiram, drug pad sozi sokriva. Kolku pati od mene si begal, kolku pati srce si mi stegal,
Предлог број 2, Далибор Јошиќ, Живот е мој. Da zapejam, a da ne zaplačam, ne možam, ne možam. Drugari, dajte jedna večerva, da prebolam, da zapejam. Život je moj, život moj si ti. Trubi neka zasvira, na naša ljubav da ne posjeta. Život je moj si ti. Seke stora, kaži mi, večna ljubav da mi bideš ti. Slušni me, pesna ti podaruvam, trubači, svirajte ja. Drugari, moji verni svirači, za neja, za život od moj. Život je moj, život moj si ti. Trubi neka zasvira, na naša ljubav da ne posjeta. Život je moj, život moj si ti. Seke stora, kaži mi, večna ljubav da mi bideš ti. Život je moj, život moj si ti. Trubi neka zasvira, na naša ljubav da ne posjeta. Život je moj, život moj si ti. Seke stora, kaži mi, večna ljubav da mi bideš ti. Тоа беше се за вечерва. Не заборавете да гласате на veselo.mk и слушајте македонска музика.